Загрижени сме што опозицијската ВМРО-ДПМН преку фиктивна амандманска расправа во Собраниската комисија за транспорт и врски го блокира донесувањето на измените и дополнувањата на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Продолжениот закон доби широка поддршка од новинарската заедница и помина меѓународна експертиза од ОПСЕ и Советот на Европа. Тој е клучен за започнување на медиумски реформи во Македонија, кои треба да го подобрат квалитетот на новинарството. Овој закон го укинува коруптивниот систем на субвенционирање на домашната продукција во националните приватни телевизии, нуди нов модел за избор на управните органи на МРТ и Агенцијата за медиуми, кој е поотпорен на политички влијанија, а со него драстично се намалуваат и казните за медиумите. Единствениот недостаток на овој закон е што не обезбедува стабилно и одржливо финансирање на македонската телевизија и Агенцијата за медиуми, што е услов за нивната независност и професионалност. Чудно е што од 80 амандмани поднесени од пратениците на ВМРО-ДПМН, ниту еден не се однесува на овој клучен недостаток на законот. Ова покажува дека главната преокупација на пратениците на опозицијата не е судбината на МРТ, туку како преку одолговлекување на расправата да ги заштитат нивните партиски војници во програмскиот совет на МРТ и Советот на Агенцијата за медиуми. Несфатливо е зошто ВМРО-ДПМН се противи на изборот на нов состав на програмски совет на МРТ и Агенцијата, кога од нивниот глас зависи кој ќе биде избран. Јавно повикуваме председателката на Комисијата за транспорт и врски и екологија Лилијана Затуровска идната недела да закаже продолжување на расправата по законот, а пратениците на ДПМН да ја прекинат лажната дебата и да дозволат собранието да го усвои законот. Во спротивно, парламентарното мнозинство треба да ја преземе одговорноста и да ги деблокира реформите во медиумите. Ако опозицијската партија продолжува да се однесува неконструктивно, бараме Комисијата за прашањата за избори и именување да утврди престанок на мандатот на тројца членови на програмски совет на МРТ и на еден член во Советот на Агенцијата за медиуми, затоа што при нивниот избор не е почитувана законската процедура. Комисијата исто така треба веднаш да започне постапка за пополнување на испразнетите места во советите согласно одредбите на стариот закон за АВМО. Ако парламентарното мнозинство не постапи на овој начин, ќе се доведе во прашање нивната искрена посветеност за усвојување на измените на законот за АВМО и за спроведување на медиумски реформи.